Македонија страда од политика, а не од уставни ограничувања, сметаат правните експерти. И Уставот на Република Македонија не е пречка за било кој правец од општественичниот, било за стопанскиот систем, било за правосудни и слично. Проблемите треба да ги бараме во режимот на владењето или во праксата на односот на институциите кон уставните па и законските норми. Македонскиот устав е донесен со учество на голем број правни експерти и предложени на 400 амандмани во завршната фаза. Иако ова делува студиозно, сепак, експертите сметаат дека за донесување на квалитетен и издржан устав не е доволно. Потребно е сепак Уставната комисија да биде обкружена со стручни тела, кои треба стручно да ги подготвуваат текстовите и посебно да има редакција пред текстот да се стави на гласање. Кај нас тоа не се случи. Немаше редакција и од тука во уставниот текст има доста контрадикторности и одредби кои што не се јасни. Поука поврзана со Уставот 91 година, во иднина да се одбегнуваат такви пропусти. Се во ова беше кажано денес во Штип, на промоцијата на книгата Создавање на независна Република Македонија, внатрешни состојби и надворешна политика, од авторите Дејан Маролов и Оливер Митев. Книгата е производ на неколку годишно работење и истражување на темата, опфаќа периодот од тука негде крајот на Југославија и почетокот на создавање на независна Република Македонија. Фатени се најважните настани од периодот 90 до 95 година и представува еден обид да се фрли една поинаква слика од оноа што досега се знаеше за овој период. Ова беше дел од трибина одржана на Правниот факултет по повод одбележувањето на 25 годишнината од донесувањето на Уставот. Актуелниот устав на државата е изгласан на 17 ноември 1991 година. Според него, општествено-економскиот и политичкиот систем на Републиката се заснова на принципот на владење на правото, човековите слободи и права, поделба на власта, пазарна економија и други темелни вредности на современото демократско општество.